неделно интервју на порталот Zoom.mk. Јас сум Насер Салмани, а во продолжение ќе следите разговор со господјата Билјана Ивановска, председател на комисијата на Државната комисија за антикорупција. Господиня Ивановска, благодарам што прифативте разговор. Благодарам за поканата. Ден после донесување на законот за легализација на дивите градби, дадовте една изјава во која рековте дека ако помине овој закон, ако стапи во сила, ќе треба да се стави крст на сите други закони. Што всушност сакавте да кажете? Така реков, да. Бев навистина, како да речам, многу изненадена што помина ваков закон, заради тоа што околу месец дена претходно истото тоа собрание ја изгласа Националната стратегија за борба против корупција, во која што во делот за градежништво и урбанизам укажавме на ризикот од постоење на ваков закон и дадовме препорака да се ограничи неговата примена. Ваквиот закон внесува правна несигурност и ги доведува во прашање другите закони од областа, законот за градење, законот за урбанистичко планирање. Значи, тогаш како тие закони ќе функционираат, доколку постои еден ваков закон кој што на безправото ќе го направи право. Мислам, тоа е суштината на. Да. Пред некој ден имавте дебата со експерти во каде мислам експертите беа едногласни во оценката дека донесување на ваков закон ќе предизвика голема штета врз воопшто градењето во земјата и борбата против корупцијата. Можете да ни кажете кои беа главните забелешки на експертската јавност? Најглавна забелешка е дека е спротивен на Уставот, бидејќи не овозможува владење на правото, ниту пак заштита на животната средина, што е едно и од темелните уставни вредности. Понатамо негативно влијае, значи врз животната средина со тоа што нели би се овозможила легализација на објекти кои што се таму изградени. А од друга страна пак создава ерозија на професионализмот на целата таа фела, градежна фела. Значи тука се урбанисти, планери, не знам, архитекти, и сите, значи го дерогира тој систем. Зошто би тие би постоеле ако некој постојано им прави упат? Не става крај на дивоградбите, напротив, овозможува од донесување на законот во собрание до стапување во сила, можете да ќе проверите, некој да се најде паметен да провери, ќе видите уште колку дивоградби ќе никнат. Значи, само ги охрабрува оние кои што не го почитуваат законот, едноставно. А од друга страна ги дискриминира тие кои што цело време го почитувале законот, чекале дозволи, не знам, платиле комунали, се вклопиле во урбанистичките планови. Сега тие се граѓани од вторет, оти почитувале, а овие другиве што не почитувале, тие се окей. Значи, едноставно не оди така. Целото ова создава на еден начин легализација на корупцијата. Затоа што се што е направено без право, представува корупција. Значи, тој не почитувал, тој поминал инспектор, решението не е спроведено, или не поминал инспектор, или како и да е, целата слабост на инспекцијската служба се става под заштита и на крај што имаме, како што викаат стари, кој каде коња рани. Значи не може така. Или се уредува оваа држава правно, или ќе имаме неуредена држава правно. Има една интересна теза која што ја турка владата дека со ова ќе се реши, ќе им се возможи на 50.000 граѓани, сиромашни граѓани, да го решат стамбеното прашање. Меѓутоа, очигледно не е главниот мотив тоа да се реши, затоа што јас во Скопје знам примери каде што огромни згради се изградени без документација, без дозвола. Значи, ќе им се даде можност, пред се, ова е отстапка на урбаната мафија. Па цело Скопје 2014 е без дозвола. Така, и значи тоа треба да се легализира. И на тоа треба да му се стави штикла, дека е окей. Значи, прво, за да се даде тезата дека се заштитува социјалата, треба да се има точни бројки. Тоа беше едно од забелешките на дискутантите во дебатата. Дека не се знае што се е дивоградба. Од тие причини, експертите предложија секоја општина, значи, да направи категоризација на објектите кои што се дивоградби по вид, по место, по содржина, по квалитет, по се.
Значи да имаме еден преглед и да знаеме дека, не знам, 20.000, 30.000 се социјални, не знам, доградено, не знам, приправено, не знам. Другите се вакви, значи да се направи една категоризација на објекти, па потоа да се бара чаре дел по дел како ќе се решаваат. Никој не вели социјалниот да се урне. Државата треба да му помогне на социјалниот случај. Ако не му е направено на место каде што не треба да биде, државата може му даде социјален стан, па правеа социјални станови, кај се тие социјални станови. И јас имам сознание дека несоцијални случаи живеат во социјални станови. Значи, се можеме да уредиме, само треба да сакаме да ги направиме коцките како што треба. Европската унија, од која во јуни очекуваме да ни даде зелена светло за почнување преговори, постојано ни повторува. Правна држава, борба против корупција. Дали овој закон оди во спротивно со тие? Апсолутно. Апсолутно, да. Ја мислам дека нема да добиеме, мислам дека ако собранието усвои непроменет закон, бидејќи еве сега слушнавме председателот, нели го враќа, тоа е деловнички така уредено да се врати законот во собраниска процедура повторно. Меѓутоа, ако се обидат истиот закон да го усвојат, мислам дека ќе добиеме голем шамар од Европската унија. Ова никаде не оди. Има обид, слушав изјава од министерот за транспорт и врски, дека наводно ќе организира дебата, па нешто од тоа што е предложено да се коригира. Дали искрено гледано од надвор, дали воопшто тој закон може да се коригира, затоа што е проблем концептот, а не поедини решенија? Значи, вака сега, мислам дека имаме голем проблем и дека тој проблем мора да се реши. Значи, да се реши на начин што нема да создава проблеми потоа. Оти во 2011, нели, кога беше донесен минатиот закон, беше донесен тој закон, кој што во однос на ово е поригиден, а од друга страна не го реши проблемот. Зошто не го реши проблемот? Први, ние немавме сателитски снимки, па да со двајца сведоци на нотар докажуваат дека им се градбите пред 11. Значи, не се направил доволно добар систем кој што ќе детектира од кога е градбата. Така, на жими мајка и ај со здравје. Не може тоа така да оди. Прво тоа, второ, значи дека треба да се реши, дека треба да се темелно да се поправи, треба да се поправи во суштина. Значи да не се овозможат сите овие ризици од корупција да вегетираат во тој закон. Треба да се стави точка крај, да не овозможува повторно случување на дивоградби. А вака како што е, по мене ќе овозможи. Меѓутоа, ако не дај Боже се случи да го усвојат таков како што е, макар што јас морам да кажам дека сум оптимист, дека на дебатата учествуваше и министерот, тој па е по вокација е архитект, тој уште подобро ги разбира работите од сите нас. Како треба и што треба. И мислам, почувствував дека кај него се профункционира она што се вика професионалната жичка, дека нормално не може и он не може како личност, како професионалец не би се помирил со таков закон, знаете. И искажа дека ќе се направат некакви промени, се да видиме какви ќе бидат тие промени. Доколку се окей, дај Боже да бидат такви, меѓутоа ако не се окей, нашата следна алатка е да го дадеме на Уставен суд. Тоа ми беше и последното прашање. Дали е практично последната надежда дека нема да би се случи повторно? Тоа е, тие се институциите што реагираат, како да речеме. Колку вие сте убедени дека навистина Уставниот суд ќе има доблест да го укине тој закон? Знаете како е, за судска одлука не смеам да коментирам, право. А второ, сите сме сведоци какви одлуки носеше Уставниот суд. Значи, јавни одлуки се тие, така? За квалитетот секој си може да си даде свој коментар. Ја од оваа позиција не сакам да ги коментирам одлуките на Уставниот суд, меѓутоа сакам да верувам во институции, како што верувам во институцијата председател и ете си се покажа дека председателот не годува дека нашол наоди кои што укажуваат дека законот не е во согласност со Уставот. Тоа не е мала работа. Значи не од некаков хир дека не го потпишува, туку со издржани аргументи не го потпишува. И тоа треба да ги замисли малку пратениците, да не бидат само гласачка машина на крајот на денот. Значи тие треба да размислуваат, па тие треба да се вратат да живеат на местата каде што се живеат. Во каква држава сакаат да живеат? Не разбирам. Во каква држава, значи од нас зависи каква држава ќе имаме. Дали овој закон практично има, пошто нели во законот владата кажува други
причини зошто треба да се донесе. Меѓутоа, дали според се сомневате дека практично со овој закон се прави некоја амнестија на урбаната или се прави отстапка на урбаната мафија, од друга страна следат изборите, локалните избори и на овој начин можеби власта сака да си ја подкупи наклонетоста на луѓето. Абе, видите сега, се што не е во согласност со закон, а се протежира, значи се става под заштита, значи е на некаков начин протекција, нели? Како викавме кога бевме деца, учиш ли со протекција или си учиш? Така и ова сега, значи зошто владата треба да прави протекција? Значи сака никого да заштити. Ако сака да заштити, претпоставувам дека има некаков интерес, ама не е само владата. Мислам, не е само политичката партија од власта. Гледате дека тука интересот ги спои. Сега вака треба да они да бидат секогаш споени како партии, политички партии во собранието за националните интереси, по мене. Тогаш ќе покажат политичка зрелост. Практично најголемата опозицијска партија ВМРО се задоволи со тоа што нема да се гонат претходните постапки или ќе бидат. Па затоа велам, секој си го нашол својот интерес. Некој има затоа што му е ова, секој има свое затоа што. И сега од сите три затоа што повелете еве ваков закон. Не е убаво тоа, навистина не е убаво. Ако сите застана од собранието зад националната стратегија за борба против корупција, која за прв пат оваа година се носеше во собрание, значи концептот нов во законот е да нема државна програма како претходно, да ја носи само комисијата, туку да има национална стратегија. Таа национална стратегија во собрание пратениците сите во своите дискусии ја поддржаа и кажаа дека имаме добро детектирани области и ризици од корупција и ризични сектори. Значи сите дадоа поддршка, вербална и секаква поддршка дадоа. Па сега зошто тогаш што значела таа поддршка? Декларативна ли е таа поддршка? Значи треба искрено да се борим. И на вас исто.